Гледам еден дел од претениците од претничката група на ВМРО-ДПМ ме прашуваат кои се на списокот, ќе ги прочитам. Бојан Стојановски, Љупчо Пренџов, Александар Велјановски, Дејанчо Евтимов, Василка Стојанова Серафимовска и Јадранка Поцкова. По тој редослед ќе одат репликите. Повелете. Ви благодарам. Почитуван колега Мартин, додека говорите за поддршка на економијата, за капитални инвестиции, за конкурентност, јас на вистина не знам како да ви нацртаме дека буџетот на Република Македонија и на секоја земја треба да биде крвната слика за напредокот на Република Македонија. А на оваа слика која што вие ја презентирате и која што се нарекува буџет на Република Македонија, има се освен напредок. Тоа што се презентира во него само го потврдува фактот дека власта и нанесува непоправлива штета на Република Македонија, а последиците бидете без сомнеш дека ќе бидат далекусежни. Вие говорите едно, но фактите и бројките го говорат сосема спротивното. Македонија нема да го достигне нивото на бруто домашниот производ од крајот на 2019 година. А тоа го потврдуваат и последните проекции. Според Меѓународниот монетарен фонд, земјава ќе заврши со негативна стапка на раст од 5,4%, што не е далеко од вистината, имајќи го во вид индикаторите од третиот квартал. Граѓаните веќе не можат да ги стегаат каишите. А токму оваа година ви е најдобар показател дека сте недораснати за било која задача. Најпрвин паднавте на испитот наречен COVID-19, а потоа, кога граѓаните ви покажаат црвен картон, го употребивте целиот свој арсенал на валкани пиар игри и трикови само за да јавувате јавноста. Погледнете ја соседна Србија, која оваа година во споредба со 2019 година, за разлика од вас за 50% ги зголеми средствата за странските директни инвестиции и не дозволи ниту еден инвеститор кој претходно одлучил да инвестира во Србија да ја промени одлуката и со тоа си обезбеди стабилни работни места, стабилни плати и стабилни пензии. Така се обезбедува стабилност, колега Мартин. А вие градите економија со краткорочни и несистемски политики. Со нив може би го подзгаснавте пожарот кој беше запален и пред кризата и да згасне ниту после кризата, туку напротив се повеќе ќе се распламтува и ќе ги изгори македонските компании на кои се потешко ќе им биде да извезуваат и произведуваат, бидејќи ние имаме и системски проблеми со конкурентноста која што ја спомнавте. Верувајте дека сите тонеме. Затоа што наместо да носите мерки кои ќе помогнат во борба со пандемијата, а воедно најминимално ќе влијаат врз економијата, вие носите мерки кои економијата дополнително ја клекнуваат на колена. Престанете со овој тренд барем од 2021 година, ако имате милост за народот и за државата која рекувате наша држава. Засега од вас и само од вас зависи до кога образот на нашата земја ќе се црвенее, колку од катастрофалните надворешни политики, толку и од ужасните економски политики. Благодарам.